Расте бројот на мозочни удари. Најмладиот пациент има само 30 години. Лекарите алармираат пикот е кај 55 годишните, а најризични се мажите и лицата со семени историја на болеста. Главни причини се висок крвен притисок, шеќер, масти во крвта, пушење и алкохол. За детални информации Земне телевизија објаснува доцентот на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип доктор Елена Јовева. Нормално е дека животниот стил, денешниот животен стил многу придонесува за појава на мозочен удар. Самата физичка неактивност, стресот и начинот на исхрана исто така го зголемува ризикот за појава на мозочен удар. Според Американското здружение за мозочен удар, на секои 4 секунди еден доживува мозочен удар, а на секои 40 минути еден пациент починува од мозочен удар. Тоа ни ја кажува сериозноста за акутната состојба за мозочниот удар и брзината со која треба да се реагира и навреме да се препознаат симптомите. Што ни представува мозочниот удар? Тоа представува едно акутно растројство на мозочната циркулација, како резултат на што настанува пореметување на крвоснабдувањето во одреден дел на мозочното ткиво. Како резултат на тоа имаме појава на најразлични симптоми кои што мора да бидат препознаени од секој лекар, меѓутоа и од општата популација. Денешниот начин на живот многу придонесува за мозочен удар. Седење, стрес и лоша исхрана се клучни ризици. Доктор Јовева рече дека според американските истражувања, на секои 4 секунди некој доживува мозочен удар, а на секои 40 минути губи живот. Постојат ризик фактори за појава на мозочен удар, од кои што некои можеме да ги промениме, тоа се модифицирачки, меѓутоа некои не. Од немодифицирачките е возрастната група со пикот на 55 годишна возраст од 60, значи до 69, меѓутоа пикот е 55 годишна возраст. Најмладиот пациент што сме го имале е околу 30 годишна возраст, меѓутоа сепак зависи од карактерот на мозочниот удар. Исто така битен фактор е и полот. Полот игра битна улога, мажите се повеќе и изложени на можности за добивање на мозочен удар, исто така и фамилиарната анамнеза. Други фактори на кои можеме да влијаеме и кои што можеме да ги редуцираме со цел да го намалеме ризикот од мозочен удар е регулација на кардиоваскуларните ризик фактори, како што е високиот крвен притисок, шеќерот во крвта, зголеменото ниво на масти во крвта, како и намалување на злоупотребата на пушење и алкохолни пијалци. Бројот на мозочни удари и понатаму расте, а лекарите понатаму алармираат дека ризикот не треба да се игнорира. Навремена грижа за здравието и следење на ризик факторите може да спаси животи.